Живот без страв и работа што ја сакате е како Мирна Ајшоа, ирачки научник и музичарка во слободно време, го опишува својот живот во Америка. Ситуацијата за жените во Ирак е значително поинаква отколку во Соединетите држави. Ајшоа дошла во САД во 2015 година на 22 годишна возраст, по дипломирањето во Ирак. На Државниот универзитет на Колорадо во 2017 година завршила магистерски студии по клеточна и молекуларна биологија. Таа на крајот дошла на практиканска работа како специјалист за лабораториска инструментација, правејќи тестови за утврдување на перформансите и квалитетот на медицинските помагала и други алатки. По стажирањето почнала да работи како специјалист во оваа област. Навистина ми се допадна технологијата и не видов многу жени да го прават такво нешто. Во САД исто така се пронашла себе си и во професионално удирање тапани, настапувајќи на концерти и фестивали, нешто што според неа не било возможно дома. Замислете тапанарка како мене во Ирак, веднаш би ме поврзале со одредени верувања. 8 март е Меѓународен ден на жената, ден на одбележување на социјалните, економски, културни и политички достигнувања на жените. Портпаролката на Организацијата на Обединетите нации за жени, Палома Ескудеро, вели дека одбележувањето на денот не значи дека не треба повеќе да се направи за да се подобри животот на жените. Жените остануваат далеку од еднаквост во речиси секоја сфера и можеме да видиме дека во многуте војни и кризи со кои се соочува светот, вклучително и COVID-19, жените се секогаш тие што се погодени први и најтешко. Ајшоа волонтира во непрофитни организации кои им помагаат на жените и децата бегалци да се населат во Америка. На еден од настаните таа се запознала со Татјана Стратилат, готвачка која побегнала од родната Украина по руската инвазија. Ајшоа и дала неколку совети за имиграција, а Стратилат ја споделила незината украинска кујна. Животите на жените во Украина и Ирак се различни, но борбата на жените да успеат во нетрадиционални кариери е универзална, вели Стратилат. Во Украина, како и кај нас, нема многу женски готвачи, повеќето се мажи. Не беше лесно да се докаже спротивното. Таа вели дека е охрабрена што жените од различни земји се подржуваат и учат една од друга. По моето имиграцијско патување во САД, конечно почнав да работам како готвачка. Водам часови по готвење за студенти на Државниот универзитет на Колорадо и локални ресторани, предавам украинска кујна во различни заедници и исто така работам како приватна готвачка и инструкторка. Ми причинува радост да ја споделувам мојата страст за готвење со жени од различни земји. Благодарение на развојот на иновативните технологии, избраното поле на Ајшоа расте и тоа ја прави среќна. Бев многу заинтересирана за воздухопловната технологија и за среќа успеав да комуницирам со многу вселенски агенции, како SpaceX и NASA, за да им помогнам да ја изберат вистинската лабораториска инструментација за анализа на одредени хемикалии. Мојата сегашна работа е да анализирам радијација за се што тие испраќаат во Вселената или од Вселената. Извештајот на Светскиот економски форум од 2024 година вели дека ќе бидат потребни 134 години, приближно 5 генерации, за да се постигне целосна родова еднаквост во 4 клучни димензии: економско учество и можности, образовни достигнувања, здравје и опстанок и политичко зајакнување.